Не си точен, наместо не си во право. Поз, лол, бейби, хај се само дел од жаргонизми, англонизми, скратеници и јазици на компјутерската технологија кои се користат секојдневно, особено кај младите луѓе. Дали ова може да биде јазичен проблем, ќе истражуваме во оваа приказна. Тие се млади, ентузијастични и длабоко влюбени во зборовите. Виктор Бучковски, Илин Столески, Анелија Митрова и Игор Антов се четворица млади луѓе кои пред речиси 2 години започнаа инспиративна иницијатива – создавање нови зборови во македонскиот јазик. Тие се зборци. Идејата всушност не е нова. Таа се раѓа уште во 2014 година од преведувачот Огнен Чемерски, авторката Румена Божаровска, антропологот Илина Јакимовска и лекторката Татјана Евтимовска. Денес зборци и даваат нов живот и актуелност, носејќи ја поблиску до младите генерации. Ако се бориш за зборот, ти си зборец, е нивниот слоган, но и нивната мисија. Иако постоиме веќе години и пол, скоро 2 години, се уште немаме најдено правилен или одреден систем кој го користиме за објавување на тие зборови. Освен последните зборови кои ни беа пратени на како предлози за да бидат зборот форма на годината, сите останати имаат доаѓање некако многу органски, низ секојдневни дружби, дали некој од нас имал потреба за некој збор, дали некој пишувал нешто па дошол до некој нов збор, бидејќи кога се запознавме со зборообразувањето како можност, некако природно сите почнавме да зборообразуваме кога чувствуваме некаде потреба и да си дополнуваме низ игра кога мислиме дека таму има простор. И врз основа на тоа и ги создаваме зборовите. Можеби е грешка од наша страна што немаме некој унифициран систем, но сега дека гледаме дека овој начин позабавен, поприроден функционира, ќе го следиме доколку се чувствуваме дека удираме во зид, тогаш би го промениле. Преку различни настани, работилници и јавни средби, зборци се обидуваат да ги популаризираат новите зборови и да покажат дека македонскиот јазик има капацитет да создава, да се прилагодува и да живее со времето. Тука никогаш нема да имаме точен или неточен одговор, бидејќи некој збор кој што чувствуваме дека ние може да има многу потенцијал, кој ќе го објавиме јавноста да го толкува различно, додека некој што има малку потенцијал, јавноста да го толкува како многу важен. И тоа може да се види на последниот пример од зборови кој го имавме. Објавивме збор Бубутче, кој што искрено мене ако ме прашате, мислев дека нема огромен потенцијал, а тој збор е најпопуларниот збор кој што сме го објавиле досега со зборци. Нивната цел е современите изрази од странски јазици, кои се почесто влегуваат во секојдневниот говор без превод, особено кај младите, да добијат своји автентични македонски изрази. Преку креативно зборообразување, тие докажуваат дека не мора секогаш да позајмуваме, ако можеме да создаваме. Првично младите, оние кои што немаат се уште отидено во средно училиште, они не ни знаат дека некои од овие зборови се нови зборови. Бејќи како би знаеле дека се они се уште нивниот вокабулар е релативно многу понизок од оној кој што е колку мене 25, 6, 7 или може повозрасен, така дека и нив тие зборчиња може да им дојдат и како нешто што е сосема нормално во јазикот, додека кај нашата генерација веќе се отвара некоја дебата, додека повозрасните, бидејќи се разговарам од аспект на метриката која што ја гледам на нашата страна. Од 25 до 34 кај тие генерации ни поменуваат супер зборовите, има општа прифатеност. Од кај 34 до 45 наредната генерација е интересно што се отвара дебата, додека од 45 па на 64 таа генерација не ја ни покриваме толку добро. Така да во оваа наша генерација би разговарал за мојата, кај нас има два дела на како се прифаќаат зборовите. Едниот е каде што веќе гледам дека се користи, дури гледаме дека одредени медиуми го користат. Например, Слободен печат веќе често го користи зборот срцнување, што многу ми се допаѓа и чим му се наоѓа една таква заживеана форма, веќе тој збор е пуштен во промет, би рекол, додека другите зборови кај нас во генерацијата се уште гледам дека некои луѓе сакаат да ги радично дефинираат, дека одредена дефиниција како предлог што сме испратиле ние, можеби ќе ја прифатат, можеби не, но оставаме простор да видиме како тоа ќе се развива, бидејќи освен зборовите што се зборови на начинот на кој што ги користиме ние, тие за мене представуваат и различни идеи. И сега овој идејниот поглед на зборовите многу повеќе ми се допаѓа, бидејќи мислам дека отвора и многу различни хоризонти кои што може да не наведат во едно подобро јазично прифаќање. Јазикот е жива материја, а се што е живо може и да згасне, ако не се негува. Секоја генерација има свој јазик и своји жаргони, што често создава и генерацијски јаз, разлика во разбирањето и изразувањето.
политичкиот аспект на тоа што ние не се среќаваме генерациите, наши се одвоени генерации, не функционираме во истиот простор, иако функционираме во рамките на една иста држава. Заради тоа што немаме добра инфраструктура, внучињата зависат од родителите дали ќе поминуваат време со бабите и дедовците, заради тоа што немаме паркови и јавен простор каде што може и пензионерот и најмалото да поминуваат време заедно и да си го слушаат јазикот едниот на другиот, ние се разминуваме и чувствуваме дека живееме во различни светови, а вториот дел е оној дел кој што зависи од организираното доближување на јазикот кој го зборуваме. Освен на социјалните медиуми кои што постарите реално не ги користат, на телевизијата влегува најчесто стандардниот јазик, така да мислам дека генерацијскиот јаз се создава ради овие две проблематики. И јазиците со мало говорно подрачје, како македонскиот, се под постојана закана од доминацијата на јазиците со поголемо говорно подрачје. Токму затоа ваквите иницијативи стануваат неопходни, а не само символични. Кога сум се среќал со истиот проблем и во минатото сум се повикувал на оно што се случува во Англија, односно што го прават со Oxford Dictionary. Они одлучуваат дека се што е актуелно кај било која генерација, тоа се најчесто TikTok трендови или трендови од интернетот, дека ќе се обидат да им најдат јазичен формат, односно да се некои од тие работи не се ни зборови, ќе се обидат да им најдат фонетска логика за да ги напишат, за да може ние да ги видиме и врз основа на тоа да им дадеме начин на кој ги толкуваме, односно да ја запознаат целата јавност со што е тоа што се користи на социјалните медиуми, дека оттаму, од кога ќе го запознаеме и се они ќе го прифатат како збор, дека оттаму ние може да му најдеме соодветен синоним за понатаму врз основа на тоа да користиме друг синоним и природно тој кој што бил во одреден момент TikTok символ да отпадне од јазикот, но нивниот начин на отпаѓање тргнува преку прифаќање, а нашиот тргнува преку неприфаќање. И сметам дека нашиот не е соодветен, бидејќи секој неприфаќање создава една верзија и кон тоа што би требало следно да се прифати, така да доколку ме прашувате мене, јас би го следел нивниот пример. Најдеме формат врз основа на кој ќе го објасниме, по тој објаснет формат да размислуваме што е следно. Дигиталните мрежи носат нови јазични трендови. Зборовите се скратуваат, се заменуваат со слики, мемиња и символи. Но и во дигиталниот свет зборот се уште има моќ. Сега мислам дека јазикот е нашето средство за комуникација, но истовремено јазикот е и средство за размислување. Кога веројатно и повеќе размислуваме на јазикот, од што зборуваме со јазикот, бидејќи размислуваме нон-стоп, а зборуваме само во одредени периоди од денот и од нашето постоење. Така да кога ќе ми испратите вие сега меме или кога ќе ми испратите кратко видео, тоа кај мене буди одредени зборови кои што зборови ме тера да размислувам. Така да дали го скратувам, мислам дека тоа е одредена наша предпоставка дека можеби го скратува, не мислам дека го скратува, туку мислам дека го продлабочува начинот на размислување и функционирање, бидејќи ни буди повеќе сетила. Не е само зборот како збор кога го гледаме, туку гледаме слика, која слика можеби ќе има движење која може има одредена позадина, таа позадина нешто трето, четврто, пето, така да мислам дека дури и придонесува кон збогатување на јазикот. Сега го зависи од типот на меме, дали е идејата да исмева, дали е некое што би можело да се каже дека е безвезно или трето, но не мислам дека прават генерално штета. Жаргонот е јазичен израз кој е неразбирлив поради својата неправилност и често има обележје на таен јазик. Порано го употребувале мајстори, трговци, кратци, скитници, а денес го употребуваат уметници, студенти, ученици, групи луѓе поврзани со начинот на размислување и сваќањето на животот. Јазичниот израз создаден од овие заедници е познат како сленг. Сите ние во секојдневниот говор несвесно ги користиме без да знаеме дека се туги зборови. За време на петвековното владење на османлиите, турскиот јазик имал и извршил големо влијание врз македонскиот, па така и самите промени кои настанале во нашиот јазик се неизбежни. Начинот на кој што навлегуваат зборовите е различен, но и во ситуацијата и со турскиот и со англискиот навлегувањето е неизбежно. Турцизмите од секогаш биле дел од македонската лексика, знаејќи го долговековниот контакт меѓу македонскиот и турскиот јазик, што се одвивал години, што се вели пред стандардизацијата на македонскиот јазик, така што турцизмите се дел и од она неутрална стандардна лексика, турцизмите се дел од дијалектите, значи постојано ги користиме на некој начин. Иако факт е дека денеска младите се помалку ги знаат, помалку ги разбираат, помалку ги користат, освен она што е специфично за нивниот дијалект, за нивниот роден говор. Така што тука имаме една, да речам, многу почиста ситуација. Мислам дека
горе-долу и знаат каква е нивната употреба и до каде е нивната употреба. За разлика од нив, англизмите се нешто што е понова состојба во јазикот. Ги имаме нивното влијание и ги имаме во голем број. Нивното влијание не само директна комуникација, туку многу повеќе индиректна комуникација, значи допирот со медиумите, допирот со технологијата. И можеби некој тренд да ги користиме англиските зборови не само кај младата популација, туку и возрастните интелектуалците, сметајќи дека колку повеќе туги зборови користиме, особено од англискиот јазик, дека на тој начин сме можеби попаметни или знаеме повеќе од другите, што не мора да значи дека ако го користиме глаголските, ги користиме англиските зборови и форми, дека на тој начин нели знаеме повеќе. Нема потреба од апликација од аплицира кога веќе се ги имаме македонските пријава и пријавување и пријави глаголот. Да. Нема потреба од никаков аларм. Тоа е една нормална појава во сите јазични системи. Во самата основа, ако го земете јазикот дека е еден систем од знаци, во строго научна смисла тој е затворен систем, во смисла дека јазикот не воспоставува никакви контакти со другите системи, не знам, со системот на сообраќајна сигнализација. Тој тежне на еден еквилибриум, на една состојба на рамнотежа. Но јазикот во смисла на општествен јазик или јазикот на поединецот, така наречениот идиолект, тој е една динамична категорија. Некои теории го нарекуваат комплексен, динамичен, адаптивен систем. Нормално е дека тоа што се случува во секојдневието, појавата на нови поими во стварноста, самиот динамизам на комуникација меѓу луѓето придонесува да се создаваат нови зборови или да се позајмуваат од други јазици. Некогаш, како што рековте, тоа бил турскиот, денес е англискиот, во некој период се користел или доаѓале зборови преку францускиот, од таму и таа група именска, таа фраза лингва франка, нели, јазик што се користи за разбирање меѓу луѓето, така што тоа е сосема нормален процес. Само треба да се знае каде се употребува, колку се употребува, односно тоа да не биде некакво некритичко, така наречено, заемање. Системот не сме да трпи, односно да го наруши системот. Но генерално, како што има отворени и затворени системи, имате и отворени и затворени зборовни групи. Кога тоа се случува, не знам, кај именките, кај она што значува некаков поим, да речеме, во стварноста, немате никаков проблем. Но кога тоа се случува во затворени зборовни групи, да речеме кај сврзници или кај предлози, кај предлозите немате немате предлог што дошол од туѓо потекло, а што не е од словенско потекло, од до, без, пред и така натаму. Или кај сврзниците имате многу ретко. Имате од грчкиот ами дојден по пат на оти, по пат на книжевно некакво заемање, преку превод на богослужбени книги, или имате од турскиот ама и тоа го чувствувате како поразговорно наспрема словенското но. Нема никаков проблем во заемањето. Заемањето е нормален процес, тој се случува во сите јазици. Од рана возраст, децата денес се изложени на интернет и поради недостигот на содржини на мајчиниот јазик, тие најчесто гледаат и слушаат содржини на англиски. Затоа го владеат овој странски јазик подобро отколку јазиците што се говорат дома. За жал влијае погрешно и влијае во една негативна насока, затоа што се случува децата да прозборат и да зборуваат на англиски јазик, да го знаат повеќе англискиот од најмала возраст, особено изговорот на гласовите, а имаат проблем при учењето на македонскиот јазик, македонската азбука. Пишувањето, значи повеќе ќе ги совладаат можеби латиничните букви, за разлика од кирилицата, и проблем е учењето на кирилските букви во наставата, проблем е разбирањето на текстовите, комуникацијата, че се покажува дека уште од најрана возраст во градинките се форсира можеби употребата знаењето на англискиот јазик, а за сметка на тоа се запоставува раното учење на мајчиниот јазик, нешто што е основа за сите нас, че ние треба да имаме таа здрава основа во однос на создавањето и на фонетската основа на јазикот и во однос на создавањето на основниот речнички фонд, кај децата уште во предучилишна возраст. И тука треба да се обрне многу големо влијание на освојувањето и на македонските гласови и на македонскиот речник.
Ова често не води до ситуација децата да го зборуваат мајчиниот јазик со граматички правила од англискиот јазик или директно преведуваат од овој јазик. Изложеноста на помала возраст кон друг јазичен систем надвор од оној што ви е мајчин, условно, обично истражувањата велат дека помага во создавање на подобри когнитивни способности кај децата и во подобро усвојување и на вториот јазик. Да речеме, оние деца што се билингвални, имаат родители што имаат различен прв јазик, мајка и татко, и тие ги изложуваат едновремено, тоа само може да придонесе за подобро да бидат усвоени повеќе јазични системи. Се разбира, тука е на некој начин грижата што треба да се направи од страна на или она што треба да го направат родителите и образовните институции, па и општеството, е да се разграничи што е што, односно да не дојде до мешање на тие системи. Раната изложеност може да биде проблем само кога немате насочување дека се работи за два различни системи. Се разбира, родителите пред се, ако зборуваме за деца на пониска возраст, тоа можат и треба да го направат, а во веќе кога образовниот процес почнува, веќе тоа е на 6-годишна возраст, тука треба и образованието да ја заврши својата работа. Како резултат на забрзаната глобализација во македонскиот, но и во другите јазици, се поприсутни се изразите од туѓоговорно потекло, тоест туѓите изрази и странската лексика. Туѓата лексика е предизвик, значи се забележува веќе покрај сите предизвици што ги имаат лекторите во смисла на својата професија, од тоа, нели, колку како се платени, колку се цени нивното знаење, нивното, да речам, нивната грижа, форсирање на македонски зборови за сметка на туѓите, сепак предизвикот останува како сите ние, како лектори, да се справиме со напливот на туѓата лексика. Особено кога ги имаме преведувачите, особено кога ги имаме, нели, делата, дали ќе биде тоа некоја стручна терминологија, каде што некогаш и авторите самите инсистираат на користење на туѓите зборови. Проблемот е кога имаме наши македонски зборови. Зошто да ги користиме туѓите, кога веќе одамна нешто сме смислили, го имаме ние во нашиот зборовен фонд, па многу често тука и се занемарува мислењето на лекторите, па се форсира употребата на туѓиот наместо на македонскиот збор. И тоа е нешто за кое ние како лектори треба да се избориме. Значи секогаш да им даваме предност на нашите, на македонските зборови, особено во однос на трендот на постојан наплив на англиски па и непотребни зборови. Кога би имало многу влијание врз морфологијата, тоа веќе би било сериозен аларм. И мислам дека таму се ограничено е влијанието. Сите зборови, најчесто на зборовно, на лексичко рамниште се зајмува. Вие земате готов збор и обично тие зборови што ги преземате од другиот јазик, турски, во денешно време англиски, вие ги приспособувате на македонскиот систем морфолошки. Тоа би значило дека добиваат и или ови, така имате лаптоп, па имате лаптопи, па имате, не знам, кој да е збор, такси. Значи, се вклопува во системот, множината на исти начин како зборовите што веќе ги имате во системот се гради. Членувате на исти начин како што се гради. Може би најмногу може да се каже дека пробивот во делот на морфологијата и оние форми што завршуваат на ИНГ, тие ги има. Во рамките на синтаксата се случува поголемо влијание, најчесто поради некритичко, така наречено калкирање, односно буквално преведување. Ако направиме една убава анализа, ќе откриеме дека, например, во македонскиот јазик има повеќе од 3000 турцизми. Освен англискиот, во онлайн комуникацијата се користат и голем број мемиња, кратки видеа и други визуелни символи што го поедноставуваат јазикот. Ова резултира секоја наредна генерација да има посиромашен вокабулар, слаби социјални и комуникацијски вештини. Начинот на комуницирање денес, кој е подинамичен и просто медиумите што се користат, да речеме, не знам, пишана комуникација, СМС, месенџери, значи различни платформи придонесуваат да се зборува на тој начин или да се користат тие условно варијации во кодот. Тоа не е ништо страшно кога се појави пред
20 и колку 30 години МИРЦ почнаа да излегуваат, или ИРЦ платформите почнаа да излегуваат таквите скратиници поради ограничениот простор. Сакате да напишете нешто брзо а имате условно друг тип на медиум. Познавањето, учењето и ценењето на мајчиниот јазик се основна одлика на секоја личност што сака да биде писмена и да може правилно да комуницира. Тоа сепак зависи од нас и како македонисти, како професори, нели додека работиме со учениците, со студентите и како лектори, колку ќе дозволиме тој англиски збор и тие англиски термини да надвладеат и да ги користиме по секоја цена. Значи, пак ќе речам, ние сите што се грижиме за јазикот треба тука многу да внимаваме и да знаеме како да ја поставиме таа граница. Секогаш кога имаме македонски збор, да го користиме македонскиот збор. Зошто бенефит наместо корист кога го имаме одамна? Зошто имплементира кога имаме примена или зависно од соодветниот контекст. Значи има многу англиски зборови кои што едноставно нема потреба да ги користиме. Може би ги форсираат економистите, може би ги форсираат правниците од различни терминолошки области, меѓутоа убаво е да се погледнат речниците и да се види си што имаме ние како наш македонски термин, како наш македонски збор. И секако, неспорен е фактот дека јазикот и неговата употреба се менуваат со време. Како од една страна да се задржат некои вредности што претходно постоеле или системот да остане на нивото на кое наспрема да се направи атрактивен е прашање каде што нема мерка, нема формула. Ние не зборуваме исто како што зборувале нашите дедовци и прадедовци, да земете весник од 45-та некоја нова Македонија и да земете сега некој весник нема да пишува исто. Секоја генерација има своји обележја и во зборувањето и во начинот на кој ги се однесува кон јазикот. Што представуваат жаргоните и колку тие се значајни за развојот на еден јазик? Жаргонот е специфичен социолект кој што се создава и се користи за специфичен јазичен израз и за покажување припадност кон определена социјална група, ќе речеме, кон определена група на луѓе. Претежно жаргонот го користат младите и на тој начин се дефинираат. На тој начин сакаат да бидат полесно прифатени од средината во која што сакаат да припаѓаат, затоа што јазикот е нишката што ги поврзува луѓето. И врз основа на таа нишка веднаш знаеме дали овој човек зборува слично со мене, дали е близок со мене, дали го прифаќа мојот јазичен израз или не. Жаргонот може да се користи само во неофицијален, во неформален јазичен израз и жаргонот представува дел од колоквијалниот јазик, од разговорниот јазик во поширока смисла на зборот. Што ги мотивира прво младите да го користат тој јазик на комуникација? Секоја генерација си има свој жаргонски израз, свој жаргон си има. Оние зборови што ги користела мојата генерација се сосема различни од зборовите 20-15 години подоцна што се користеа во жаргонот и се уште поразлични од овие што сегашната генерација млади луѓе ја користат. Тоа е обележје на една генерација. И затоа зборовите што се дел од жаргонот всушност имаат краток век. Тие се поврзани со една генерација, се користат и во еден момент, веќе ви кажам, пред 10 години, ќерка ми кажува, нема од сега натаму да го кажуваш веќе тој збор. Зошто? Нели е жаргонски. Од сега натаму ти смееш да кажеш само ова е многу убаво. Не смееш поинаку да го кажеш, затоа што сите веднаш ќе знаат дека си стара веќе. Затоа што младите сега тоа го кажуваат вака и вака, а ти вика ќе го чувствуваш како туѓо за да го употребиш и затоа од сега ќе кажеш само ова е многу убаво. Ете, сакам да кажам, значи, ете како се развива жаргонот и нормално е младите да го имаат својот специфичен јазичен израз. Денешнава генерација млади, како и секоја друга, сака да биде прифатена во средината во која што живее, работи, учи и така натаму. И сега тука мора да кажеме дека децата од основно училиште само учат, прифаќаат форми жаргонски и ги употребуваат.
што би рекле сега ги репродуцираат. Но средношколците, студентите веќе имаат јазична способност да создаваат свој жаргон, да бидат автори, директни учесници во создавањето на жаргонот и тој си е специфичен за една социјална група. Секоја група сака на некој начин да се одвои од другите, меѓутоа не сакајќи жаргонот, ние всушност сакале или не, мора да го прифатиме. Жаргонот е дел од јазикот, од секој стандарден јазик. Речи си од секој, би рекле, од секој стандарден јазик. Зошто? Затоа што треба јазикот да е доволно созреан, евалуиран, прифатен, литературниот јазик, за да можеме да си дозволиме слобода за користење на жаргон. Со оглед на тоа дека имаме многу нови термини и во англискиот јазик и тие се одомакинети во македонскиот јазик. Колку, со оглед на тоа дека јазикот е жива материја, колку брзо треба да се прифаќаат зборови, како треба да ги прифаќаме, кој треба да реагира? Во ова брзо темпо на живење и секако поврзаност во глобални рамки, очекувано е да доаѓаат нови зборови. И очекувано е во ситуации како што беше COVID, новиот збор, COVID, потоа инфлуенца и така натаму, да влезат во јазикот меѓу обичните говорители, сакам да речам, меѓу новинарите и така натаму и да бидат искористени. Како што поминува актуелноста на мигот, овие зборови ќе се подзаборават и можеби на крајот ќе бидат само дел од некоја архаична или разговорна форма и така натаму. И тука нема потреба од грижа, но има потреба од грижа таму каде што имаме постојани наши македонски зборови што сме ги користеле во стандардниот македонски јазик 80 години. Сега последниве години ни доаѓа полесно наместо македонскиот збор или да користиме англизам и тука се гледа како да кажам неподготвеноста, малку да се запрашаме, да се замислиме и да видиме кој беше македонскиот збор што моите родители би го користеле, што познатите новинари, нели ние имаме бардови на новинарството кај нас, би го употребиле. И се наоѓаме во таква ситуација да се чудиме од каде таква, ќе речам просто мрзливост, нели? Зошто да се употреби вака во медиумски, нели, така натаму, на часови, да се употребуваат толку многу странски зборови, пред се англизми. На еден начин сум разговарала и со ваши колеги новинари и дојдовме до истиот заклучок. На еден начин всушност сакаме да покажеме дека ние сме многу едуцирани, образовани и дека ја знаеме странската терминологија. Тоа е едната порака што сакаме да ја пратиме. А другата порака за која што не сме свесни е дека не сме се потрудиле да го најдеме македонскиот збор. На младите често пати им е полесно да кажат селфи отколку само слика. А имаме македонски соодветен израз? Имаме, значи, ние мора да сме свесни дека во македонскиот јазик нема тенденција на создавање на многу долги композиции од зборови. Да беше во словенечкиот, близок со германскиот, тоа ќе беше многу нормално. Затоа кај нас само слик е потежок за прифаќање. Затоа што ние сакаме кратки зборови. Може би треба само да се најде збор кој што само ќе му се додаде ново значење. Треба да се праша. И секогаш ќе се најде добар македонски збор. Ќе се најде, а инаку се размислуваше едно време во институтот да се направи едно такво оделение, меѓутоа, као лекторско оделение, меѓутоа, знаете како, тоа може би го симнала нивото на работата во институтот,
преку тоа оделение, а вака ние сите сме вклучени всушност и сите интервенираме и се трудиме да помогнеме. Најбитно е тука да се влијае преку образовниот систем и пред се преку родителите, преку семејствата, дека мајчиниот јазик е основата. Основата во развојот на еден човек, дека мајчиниот јазик е првиот јазик што некој треба да го научи. И со правилен изговор, со правилно пишување, прифаќање на граматичкиот систем и на зборообразувачките правила во јазикот. Како образованието да го искористиме како алка за мотивација младите да го совладаат мајчиниот јазик многу повеќе отколку што го користат сега? Тоа треба уште од семејството и од градинките да почне. Ние имаме родители кои што сметаат дека нивното дете треба да проговори, јас тоа го зборувам со студентите, не смее на странски јазик, ако не му е мајчин на некој од родителите, тоа дете да прозбори. Зошто? Затоа што на тој начин всушност се идентификува со туѓа култура. Значи, нашата идентификација и прифаќањето на светот почнува со прифаќањето на мајчиниот јазик. Преку мајчиниот јазик културата на нашите родители, на нашите предци. Потоа, преку образовниот систем, ете како ќе го искористиме, преку образовниот систем, всушност, ги учиме како е правилниот изговор на гласовите, како треба да звучиме, нели? Потоа, граматичкиот систем го усвојуваме. Затоа треба уште од основно да се учи што е именка, што е глагол, прилог, предлог, до крајот на основното образование, составот на речениците, збороредот и така натаму. Едно дете кое што завршило основно образование, треба веќе да знае каков е правилниот ред на зборовите во една реченица. И тоа ќе биде основа по тоа. А сега што ни се случува нам? Полека, сакали или не, влегуваме во збороредот. Влегуваме преку изучување на туѓи јазици и зборување на други јазици. Влегуваме во збороредот, влегуваме во граматичкиот систем, што не е добро. Се додека имаме само на лексички план нови зборови, тоа не е ништо страшно. Проблемот станува кога промените влегуваат во структурата на јазикот, во зборообразувањето, во моделот на создавањето на новите зборови. Среќа македонското зборообразување, ќе речам, до сега многу добро се справува со туѓите зборови. Од типот лајк и сега имаме суфиксот ува за повторување. Лајкува. Така, и преку суфиксот ува за повторување, ние всушност и овој туѓи збор го прифаќаме, значи се повторува лајкувањето, нели? Не би требало ова да се случува, јас велам, би требало да сме. Меѓутоа, ете, тоа е дел од жаргонот и во разговорна форма може да се дозволи и едноставно мора да го прифатиме и да сме свесни за постоењето. Но треба да знаеме границата до каде. Често пати се користат англицизми на македонски јазик, но погрешно преведени. Во смисла, не сум точен. Знаете како, тука, да, не сум точен, тоа е малку, имаме историска позадина за ова не сум точен, затоа што имавме ние во онаа заедница на СФР, ниси тачан, ние тачан и така натаму, со значење дека нешто имаш некаков проблем. Да. Ете така, ќе речеме, тоа е наједноставното решение. И тука ние имаме позадина. И затоа не сум точен, за многу работи може да се употреби. Од типот постојано доцнам, не сум точен никогаш на час, нели? Почнувајќи од тоа, па натаму сите други овие. Ама овде ми беше чудно затоа што се користи во форма како не сум во право. Да. Така. Не сум точен. Не е точно тоа што го кажувам, да, свесен сум, но ете го кажувам, не сум точен. Но ви кажувам, тука имаме една позадина историска и ова формулација постоела во јазикот, па се подзаборавила
тука сме имале веќе некаква позадина, но не секогаш имаме таква позадина, туку едноставно сметаме да, јас мислам дека вака ќе биде поинтересно ако го кажам, вака ќе бидам подобро прифатен, вака ќе бидам малку хумористичен, оти ние сакаме да оставиме и таков печаток, нели? И затоа приоѓаме кон вакви решенија. Да. Би сакала да ги вклучам и медиумите, особено дигиталните медиуми и особено можеби дигиталните мрежи затоа што младите најчесто ги користат. Колку тие може да се искористат како медиум во насока на креирање содржини со кои што ќе се поттикнува употребата на мајчиниот јазик? Значи, сакале или не, електронските медиуми се многу битни во јазикот на сите луѓе во светот, па и кај нас овде во Македонија. И тие го креираат не само јавното мислење, но го креираат и јазикот. Го насочуваат во кој правец ќе оди развојот на еден јазик, конкретно сега зборуваме за македонскиот јазик. Затоа ни е многу битно, јас прво морам да кажам дека нашите портали претежно пуштаат нелекторирани текстови. Па сега имаме со употребата на ChatGPT, па се појавуваат текстови во кои што гледаме дека има туги букви. Едноставно. Не се случило 80 години да имаме јад, а сега имаме во текстот на сериозен портал. Јас се прашував зошто тоа се случило, затоа што вика ChatGPT го користиме и се случува ако некој не го погледне убаво како што треба, влегува и еднаш, два пати, пет пати и на крајот ќе остане да може да се дозволи. Не велам дека ќе влезе во нашиот правопис, во нашата азбука, но ќе се дозволат ваквите грешки. Ние тука треба да бидеме ригорозни. И многу ми е жал за ова со законот за употреба на македонскиот јазик, значи што во медиумите не се направи притисок сите да мора да имаат вработен лектор, а тоа да се однесува и на порталите. Затоа што ако порталот, кај порталите вообичаено 1, 2, 5 луѓе и така натаму, и зависи од писменоста на луѓето и од брзината на информациите што треба да ги дадат и така натаму, и ете се случуваат грешки, но младите ги читаат. Сите ги читаат и ги прифаќаат потоа. Несвесно. Како беше 10 пати повторена лага, станува вистина. Нам тоа ќе ни се случи на крајот. Тоа е природна појава во сите јазици, па така и во македонскиот јазик. Познато е за нас лингвистите изразот јазик на престиж или пак лингва франка како универзален јазик со кој што се разбираат луѓе кои што имаат различни мајчини јазици. И сега во различни историски периоди различни јазици биле јазици на престиж. Овде се разбира со оглед на тоа што сме биле дел од Османлиското царство, турскиот јазик бил јазик на престиж, има многу зборови кои што се влезени и кои што ги употребуваме до ден денес. Дури интересен факт е тоа што некои зборови се веќе архаизирани во турскиот јазик, во современиот турски јазик не постојат, ние се уште ги чуваме на некој начин кај нас си ги употребуваме живо. Сега се разбира тоа англискиот јазик и тоа е една појава која што не е само за македонскиот јазик, туку за сите и особено за така наречените мали јазици, односно јазици кои што ги зборуваат помал круг на говорители. Не сите, но за некои. Англискиот јазик навистина врши многу големо влијание. Имаат посиромашен вокабулар или речник. И тоа не е само состојба со македонските говорители, туку е на светски план. Таа состојба поради промената на начините на комуникација меѓу луѓето. А тоа е појавата на новите медиуми, појавата на интернетот пред се, и од тука се презема еден начин на комуникација. Тоа е употребата на така наречени емотикони, разни символи и слично. Тоа е нешто што само се презема
нели од надвор се презема, но и други нешта, а тоа е самиот тип на медиумите, брзината на информациите, краткоста на информациите, англицизмите се во сите јазици. Значи сега едноставно, бидејќи тоа е доминантниот јазик во светот, англицизмите навлегуваат особено со новите поими што се создаваат. Да кажеме, нели, еве, имења на нови социјални мрежи, како Facebook, Instagram. Значи, тоа самото име со поимот или предметот што се означува или појавата се презема. Тоа се така наречени неологизми во јазикот и тоа е една нормална појава. Сега, бидејќи тие се многу, значи со овој развој на технологија, значи има многу нови предмети, појави слично од информатичката сфера и од многу други, навистина голем е бројот. Но тоа е така нареченото лексичко ниво или рамниште на јазикот кога се само зборовите. Но проблемот е што ние имаме таков проблем сега, што влијанието од англискиот јазик не се задржува само на ова лексичко ниво кое што е најдинамично и најбрзо променливо, туку навлегува во структурата на македонскиот јазик. Значи, се преземаат цели изрази, се менува структурата на реченицата според англискиот јазик. Потоа се преземаат правила од англискиот правопис, со што се бориме секојдневно. Значи, навистина е многу значено да се зголеми продукцијата и на издавачка дејност посветена на децата и на медиумски содржини посветени на децата. Знаеме дека влијанието не е само таа причината, комплексна е причината, за англискиот јазик кај најмалите навистина големо и поради тоа што не се нудат доволно содржини на македонски јазик. Порано имаше една серија Бушава азбука која што беше навистина еден многу убав проект. Навистина со учество на навистина врвни професионалци, секој во својата област и во која што јазикот се презентираше на најубав можен начин, која што беше едукативна и го збогатуваше јазичниот израз. Сега имаме нова серија која што има наслов Буква ждер. Ќе кажам дека прво ждере глаголот и србизам го нема во толковниот речник на македонскиот јазик, а оваа серија анимирана треба да го збогатува јазичниот израз на најмладите. Ќе кажам дека нема лектор, дека има грешки јазични и дека навистина само прави да се намалува уште повеќе јазичниот израз кај најмалите, а не да го збогатува. Селфи или самослик? Ова се зборови од новото време, но дали ги знаат и разбираат сите? Голем дел од младите полесно се разбираат меѓу себе со интернет жаргон отколку со литературен јазик. А што е со нивните родители? Неспорен е фактот дека секоја генерација на млади си гради своја култура на комуникација, сленгови, изразување и тоа е нормална логика и одлика. Министерството за правда објави еден нов проект кој го нарекоја, а така може да се сретне и во нивната страница, Безбеден град. Сега, јас навистина се зачудив кога медиумите тој проект го преименуваја во Safe City. Навистина не знам од каде потребата сега да настане една обратна ситуација кога веќе имаме македонски назив, веќе да се промени во англиски. Што е малку нели чудно. Од друга страна, кога станува збор за децата и нивните англиски зборови, употребата на англиските зборови, нормално како и сите пред мене кажале на кој начин тие дошле, сега во однос на преводот не знам и дали воопшто се преведуваат. Например, најактуелното употребувано англиско дел, најанглиски дел е што го употребуваат 6-7, дури проследено со гестикулација. Зашто станува збор? Нели? Или пак денешното веќе употребуваното скибиди, односно кој што произлегува нели од скибиди тойлет и нели се пее скибиди доп, yes, кој е преводот, нели?
Што значи дека не знам дали веќе станува збор за некаков превод или воопшто дали има поента да се употребуваат сите тие зборови, што значи дека веќе мислам дека во овој поглед англиските зборови, преводот, младите, возрастните, новинарите, сите ние треба да се запрашаме во која насока се движиме во поглед на ова. Користењето на зборови од странски јазик, ако се користат во точно определени услови и ако помагаат разбирањето во тоа опкружување да биде целосно и соодветно, може да биде прифатливо. Па англискиот јазик како доминантен не само во македонскиот, преку лексичкиот фонд станува дел од лексичкиот фонд и би рекла дека ова не е ништо чудно затоа што навистина е предизвик за голем број и поголеми јазици. Сега што се однесува до доминацијата, би кажала дека ова не е прв случај. Сега станува англиските зборови веќе навлегуваат од 20-21 век, но претходно истата ситуација сме имали со другите јазици, односно турскиот јазик бил доминантен, па денес бележиме околу 3000 турски зборови, односно турцизми. Претходно исто грчкиот јазик сме имале, сега веќе останат околу 1000 грцизми, што значи дека не би ме загрижувала толку навлегувањето на англиските зборови во македонскиот јазик на лексичко ниво, се додека до оној момент доколку не би влегеле тие во структурата на јазикот. Се до тој момент би биле предпазливи. Треба да се работи од рана возраст со децата. Првин да ги навикнеме на еден природен, спонтан начин да читаат, да ја сакаат книгата, на тој начин ќе го збогатат својот речник, ќе го збогатат со македонски зборови. Факт е дека од рана возраст го учат англискиот јазик и се повеќе можеби читаат книги, белетристика, литература стручна на англиски јазик. Сето тоа е во ред, да, тоа некако го налага и современата тенденција, глобализација на светот. Меѓутоа, ние што имаме, да речеме, како македонскиот јазик, припаѓаме на група луѓе, значи на држава каде што јазиците не се така мали, екзотични, како што нарекуваат надвор, мора особено да водиме сметка за од мала возраст да им го доближиме мајчиниот јазик на децата, да ги навикнеме да размислуваат, да читаат, да пишуваат, да комуницираат меѓу себе на македонски јазик. Јазикот на младите се разликува од генерација до генерација, но тие сепак генерално се разбираат. Ова се чини дека не важи за нивните родители кои честопати не го разбираат сленгот на своите деца. Со прекомерното користење на социјалните мрежи се наметнува нова терминологија, со која комуницираат младите денес и за одредени зборови, наместо нашиот македонски стандарден јазик, користат англицизми и кратенки од типот like, date, scroll, кои се нејасни и неразбирливи за повозрастната популација, родители и наставници. Од една страна, ваквите трендови се загрижувачки во однос на зачувувањето на мајчините јазици, особено на помалите народи, но се чини дека денес се почесто децата од мала возраст зборуваат два или повеќе јазици. Па не би рекла дека е нешто ново или тенденција, туку повеќе непознавање. Значи, тоа што младите го користат тој сленг како одлика на нивниот говор, на нивното поврзување можеби во некоја своја покомпактна затворена група без допир на другите, влијанието од другите луѓе, не значи дека на тој начин тие создаваат нешто ново, можеби да за нив во нивниот виртуелен свет, не толку можеби во реалниот свет, но јас би рекла дека не го познаваат доволно македонскиот јазик и тоа е факт што се провлекува последниве години, особено од пандемијата навамо, кога се забележува тоа сиромашување не само на форми, туку и на зборови, македонски зборови. Чи се што било и е се уште дел од македонската лексика, да речеме зборови што сите ги знаеме, дзуница или воденица, грмушка, џбун, веќе за младите почнува да станува непознат поим, значи тоа се зборови кои што за жал полека се движат кон архаизација, за сметка на тоа имаме наплив на многу туги англиски зборови кои што едноставно не се потребни. Можеби во светот на младите да, меѓутоа од аспект на современата состојба на македонскиот јазик апсолутно немаме потреба од такво нешто. Без разлика дали новите начини на комуникација се позитивни или негативни, јасно е дека влијанието на англискиот јазик е секојдневна реалност. А предизвикот на различните генерации, како и на образовните институции, е да се прилагодат едни на други на најдобар можен начин. Исто би се запрашале дали што е неправилно за повозрастните, дали тие навистина го познаваат доволно система за да кажат дека е не правилно. Би рекла неприфатливо, затоа што сепак
И секогаш генерациите, јазот меѓу повозрасната и помладата генерација е очигледен. Не само сега, туку и секогаш бил. Што значи дека, да, социјалните мрежи си го играат својот дел и дека секогаш новото се прифаќа со одредена резерва, но нормално ако сето тоа е во духот и во некои дозволени количини, тогаш мислам дека е оправдано, а во однос на тоа дали е неправилно или неприфатливо, сепак се работи за еден генерацијски јаз кој што е постојан, не е нешто што е нешто ново. Македонскиот јазик во својот развој се развива на антитрадиционалистички и антипуристички основи. Па да ви кажам, сум била дел од образовниот систем долги години и да, клучен фактор има образованието, но би кажала дека клучни сме и ние, Институтот за македонски јазик, вие, новинарите, пазарџиите и сите вклучени страни, што значи мислам дека сите ние носиме некоја своја одговорност и сите ние треба да работиме на тоа колку придонесуваме или одмагаме од процесот на воспитување, односно на јазична култура кај младите. Креативните нови зборови се добре дојдени, но не треба да се инсистира на нив по секоја цена, особено не во неформалните контексти. Образованието, медиумите и околината треба да ја развиваат свеста за така наречените регистри и на тој начин да се развие чувство што и кога е соодветно да се употреби како збор или конструкција. Македонскиот јазик влегува во Балканскиот јазичен сојуз. Само за да објасниме што значи тоа. Значи, Балканскиот јазичен сојуз настанал како резултат на контакт со повеќе соседни јазици. Македонскиот јазик имал контакт нели со турскиот, со грчкиот, со албанскиот и останатите, и така се создал еден јазичен сојуз во кој што се променила дури структурата на самиот јазик. Како настанало тоа? Како резултат на тоа што луѓето кои што живееле во Македонија имале контакт со другото население, при тоа го знаеле, го познавале другиот јазик, што значи дека не дека сега овие нови генерации учеле нови јазици, затоа што јас се сеќавам дека и мојот дедо и мојата баба познавале повеќе јазици, затоа што живееле во едно такво време кога морале да познаваат, значи морале да знаат турски, грчки, што значи дека тие исто биле билингвални, ајде да речам полилингвални, што значи дека не е нешто ново кое што може да се учи и не е нешто тоа штета, се додека ќе кажам не би попречило на јазичниот систем. Се до тогаш сметам дека сепак младите гледаат некоја перспектива, како и сите. Порано било тоа јазикот на преживување, сега јазикот на економијата, јазикот на перспективата, што значи дека секоја генерација веројатно и секое ново време има некои причини зошто треба да го изучува другиот јазик, односно другите јазици. Најголемиот предизвик за чување на јазикот е на сите нас. Па најголем предизвик да останат македонците во Македонија, би рекла, за да имаме македонски јазик за македонците. Пред се. Па мислам дека стратешки треба да се работи повеќе на тоа да се подигне поголема, да биде свеста за постоењето на сепак ние сме млада држава, односно независноста на оваа држава е сепак релативно млада, околу 30 на години, што значи дека мислам дека треба да ги задржиме новите генерации, да разбудиме некоја поголема свест за да продолжат по тој пат, односно да го развиваат и јазикот и да останат некои нови генерации кои што ќе го зборуваат овој јазик, затоа што ние се може да планираме, ама ако не ни останат децата, за кој би ги правеле сите планови, сите цели кои што ги имаме. Неологизми се новосоздадени зборови кои се уште не навлегле доволно во активниот речник. Со тек на време, тие се прифаќаат само ако се во духот на јазикот. Индивидуализмите се нови зборови, авторски креации за поинаков и повпечатлив начин на изразување. Зборот има своја форма и содржина, што значи своја граматичка и своја лексичка страна. Лексикологијата се занимава со лексичката, односно со содржинската страна на зборот. Според лексичките значења, зборовите се делат на синоними, зборови со различна форма, а приближно исто значење. Хомоними, зборови со иста форма, а различно значење. Антоними, зборови со спротивно значење. Пароними, зборови слични по изговор или пишување, а различни по значење.
Според сферата на употреба, зборовите ги делиме на општонародна лексика, диалектна, професионална, терминолошка и жаргонска. Јазикот има свој живот. Тој се менува и се развива. Би било наивно да мислиме дека јазикот на социјалните мрежи не влијае на секојдневниот јазик што го користиме. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!